Граѓанската иницијатива Арсена своите неформални почетоци ги бележи од ноември 2012 година, 2 месеци после донесувањето на решение за забрана за користење на водата од бунарите кај Моин, поради недозволиво висока концентрација на арсен. Граѓаните со никаков допис, соопштение или напис во јавните медиуми не беа предупредени од локалната власт, ниту од јавното комунално предпријатие дека водата е небезбедна за пиење. Грижата по сопственото здравје, здравјето на членовите на семејствата и воопшто на граѓаните, корисници на вода од градскиот водоводен систем, ги издружи гевгеличани во една заедничка иницијатива за чиста вода за пиење, која само 1 месец подоцна ја нарекоа Арсена. Немајќи локална медиумска подлога, своето прво јавно изнесување на проблемот, Арсена го имаше во Скопје, во центарот, на скверот Јадран, каде ја промовираше гевгелиската вода со арсен, со цел да посочи дека се соочува со проблем кој е невидлив за корисниците. Арсенот нема ниту вкус, ниту боја. Корисниците на вода во Гевгелија не можат да препознаат дека низ чешмите им тече отров. Првата медиумска појава на граѓанската иницијатива Арсена беше шок за жителите на Гевгелија, кои истиот ден по емитувањето на прилогот во медиумите поитаа до најблиските продавници да купат чиста пакувана вода за пиење. Граѓаните ни веруваа. Арсена во февруари 2014 година го обзнани фактот дека година и пол од изречената забрана за користење на водата од градскиот водовод, локалната самоуправа молчи за проблемот, а ги остава граѓаните да се трујат со арсен, кој науката вели дека е штетен по здравјето на човекот ако се внесува во организмот во период подолг од 6 месеци. Обезбедување чиста вода за пиење за секој корисник на градскиот водоводен систем, според правилникот за квалитет на води на Република Македонија, кој пропишува дека концентрација на арсен, која е инаку тежок метал, над 10 микрограми во 1 литар е недозволиво и здравствено небезбедно за човекот. Тоа значи набавка на деарсенификатор на водата од бунарите кај Моин, според препораките од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, кој после неколкукратните мерења изминативе години наназад на примероци вода од градскиот водоводен систем во Гевгелија, утврдува присутност од 50 до 80% поголеми концентрации на арсен од дозволените количини според стандардите на Светската здравствена организација. До тогаш, до обезбедувањето чиста вода од чешмите во домакинствата, па и во зградите на правните и јавните субјекти, да се обезбеди субвенционирање на чиста пакувана вода за секој од корисниците на градската водоводна мрежа, со отварање на специјализирани продавници на пакувана вода без дистрибутивна маржа. До обезбедувањето на чиста вода за пиење, јавното комунално предпријатие Комуналец од Гевгелија да ја намали цената на водата на ниво на техничка вода, за каква што сега смее да се користи водата од градскиот водоводен систем, зашто никој не е должен да плаќа отров за пиење наместо чиста вода. Водата од градската водоводна мрежа, според решението на Агенцијата за храна и ветеринарство, издадено од 23 септември 2012 година, смее да се користи само за хигиенски потреби во домакинствата. Негирање на проблемот со арсенот во водата и тотален игнорантски однос кон иницијативите и барањата на арсена. Тоа е односот на власта кон граѓанската иницијатива. Писмата доставени во архивата на општината исчезнуваат и никогаш не стигнуваат до членовите на Советот, ниту пак до официјалниот дневен ред на седница на Советот на општината. А тоа е тело на локалната самоуправа, кое по закон треба да разгледува и граѓански иницијативи. Но изгледа дека тие се непожелни за локалните власти. Тоа значи дека демократијата во Гевгелија е обична фарса.
Od druga strana, jazikot na komunikacija so Arsena od strana na predstavnici na vlasta je samo govor na napadi. Fizički so kamenuvanje na registracionото sedište na Arsena, prekršočni za učestvo vo protesti za baranje čista voda, etiketiranja deka sme slugi na stranski službi za vnesuvanje panika kaj narodot, inspekcijski intervenciji za rušenje na pomoćni prostoriji kaj registracionото sedište na Arsena. Ako ga член на Совет ќе ги предложи барањата на граѓанската иницијатива да бидат ставени на дневен ред, представниците од власта, па дури и градоначалникот, не сакаат да ја споменат Арсена во дискусијата, ословувајќи некако оние таму. Па сите ние сме тукашни граѓани на Гевгелија со реално присутен проблем на арсен во водата и не значи дека оние горе во општинската зграда имаат право да молчат за нас, за граѓанските иницијативи и за отровниот арсен воопшто. Законот за локална самоуправа ги обврзува да одлучуваат и работат во корист на граѓаните, а не во корист на својот партиско-функционерски мандат. Најголемиот дел од акциите се во насока на информирање на граѓаните за отровниот металоид во водата, арсенот, и неупотребата на водата од градскиот водовод. Акциите беа изведувани со распределба на информативни флаери во стамбените згради, пред фреквентните локации во градот, во индустриските зони, во населените места кои се приклучени на градскиот водоводен систем, со предупредувачки пораки дека водата не е за употреба од страна на човекот на јавните градски чешми. Акциите на донирање вода на социјално загрозени семејства, самохрани мајки, млади невработени брачни двојки со деца, болни пензионери и други ранливи категории граѓани беа особено успешни поради контактите со граѓаните и личните заложби, што побргу да се реши проблемот, бидејќи со нивните минимални социјални примања се осудени на хронично труење со арсенот. Арсеновиот столб на вистината со изложување на резултатите од извршените домашни и меѓународни анализи на примерок вода од Гевгелискиот водовод пред граѓаните на Гевгелија, кои го нарекоа столб на срамот поради 4-годишниот молк на власта и непостапување со ништо да ги заштити своите граѓани од отровот. Научната трибина хронично труење со арсен, од која произлезе и издавањето на истоимената брошура, која ја користат и лекарите од јавното здравство од Гевгелија за информирање на своите пациенти за последиците врз здравјето на човекот од хроничната изложеност на непожелниот елемент во водата. Арсеновата промоција на водата од Гевгелија во Скопје ја повторивме како арсенова лимунада на граничниот премин Богородица, каде ги предупредивме патниците кои влегуваат во Гевгелија дека влегуваат во градот на арсенот. Може би кратката посета, испиеното кафе или чаша вода во Гевгелија нема да ги убие, но затоа ќе ги потсети на неслухот на власта, оставајќи ги своите сограѓани 4 години изложени на отровот во водата без здравствена заштита. Граѓанинот мора да дејствува за да ги заштити своите права. Ако не го добие тоа што му го овозможуваат Уставот и законите на Република Македонија, тогаш има право да бара одговорност од надлежните, и морална, и политичка, и кривична. Политичката што току предстои, а кривичната е во подготовка. Не молчете, бидете гласни во своите барања и не се повлекувајте со првите критики кои власта секако ќе ги измисли за да се заштити, а граѓаните да ги замолчи. Најпрво, да не им се уплашите на заканите зашто власта секогаш се заканува, и групно и поединечно. Арсена доживеа каменување на своите работни простории, етикетирање дека сме слуги на господарот на подземјето, која стрип илустрација или сатанистичка небулоза,
Негирање на резултатите извршени во меѓународни лаборатории кои утврдија присуство на 113 на 100 поголеми концентрации арсен во водата, што гевгеличани ја добиваат од јавното комунално предпријатие, до поединечно оцрнување на активистите на арсена во локалната средина. Личниот интегритет, самосвест за исправноста на постапките, човековите права за пристап до чиста вода и довербата од граѓаните кои ни даваат поддршка се нештата кои ја прават иницијативата компактна и гласна по прашањето за чиста вода во Гевгелија. Заедничкиот проблем, заедничкиот интерес за решавање на истиот, организационата компактност, точност и подкрепеност со научни и релевантни резултати се факторите кои ја одржуваат иницијативата, а нејзината целосна реализација зависи од институционалната подготвеност да се справат со проблемот. За жал во Гевгелија и после 4 години од детектирањето на проблемот, не гледаме спремност на институциите да се справат со арсенот во гевгелиската вода. Затоа, ако не можеме да ја подобриме водата, треба како одговорни граѓани да го подобриме составот на локалните тела и институции кои ќе имаат слух за проблемот и стручни познавања за решавање на истиот. Така е. Арсена не постои само заради арсенот, туку и заради неодговорната власт, која и покрај 4-годишната забрана за употреба на водата од градскиот водовод седи мадро во своите фотели, трошејќи го мандатот во молк и негирање на сето она за кое што Арсена се залага заедно со граѓаните на Гевгелија. Здравата вода е неопходна за здрав живот, како и здравите јавни политики за обезбедување на квалитетни ресурси за живот. Ако власта тоа не сака да го гледа, а граѓаните го чувствуваат како потреба, тогаш и иницијативата треба да почне од граѓаните, без одлагање и без пардон.